Саботен благослов на сите ви посакувам. Саботен благослов. Се исплашив да не сте се успале веќе, а не сум ни почнал. Знаете. Интересно ми беше сабеле кратко едно искуство што ми се случи, додека се спремавме да тргнеме, надвор излегов, веќе две сестри беа дојдени, вредни, порано, и поминува една особа, прв пат ја гледам и ми вели шалом. И јас се тргнав. Али фала му на Бога ми даде одговор, ја велам шабат шалом. Сега, не знам следен пат кој ќе се сретнеме во сабота, како ќе ме поздрави таја, дали ќе ме поздрави со шабат шалом или ќе остане на шалом, али фала му на Бога да навистина го имаме тој шалом. Мир саботен кој што Бог ни го дава. Мир кој што еве можеме во заедница со Бога, едни со други, да го прославиме, да размислуваме за оно што Бог го направил за нас, а и што го прави секој ден одново, чувствувајќи неговата милост и љубов и добрина. Ви благодариме на поканата, што еве можеме да дојдеме, да бидеме со вас, да заедно го прославуваме нашиот Творец и Спасител. И му благодариме на Бога што не чуваше попат и вас и нас да заедно бидеме во неговиот дом. Јас имам еден обичај пред да почнам со темата, а тоа е да кратко се помолиме, да Бог не води во проучавање. Така и овај пат ќе ги наведеме нашите глави и ќе се помолиме. Милостив и добар Оче наш драги, ти благодариме што и денеска можеме да уживаме Твојата милост и благодат. Ти благодариме на предноста што имаме да можеме да бидеме Твои деца. Ти благодариме и на слободата која ќе уживаме да се уште заедно вака сплотени можеме да се дружиме со Тебе едни со други, да се храбриме и снажиме и да се умудруваме за подобар живот, за прослава на Твоето царство. Затоа те молам, Оче драги, да Твојот Дух Свети не надахне, да ги отвори нашите срца, да го отвори нашиот ум за Твојата реч. Те молам, искористиме како канал и орудие во Твои раце, преку кое Ти ќе се прославиш, преку кое Ти ќе се обзнаниш и Ти ќе прозбориш како на моите браќа и сестри, така и на моето срце. Во Твои раце се предаваме и за Твое воство и благослов те молиме во Христово име. Амин. Воведен текст кој што сакам со вас да го читам се наоѓа во посланието до Колосјаните. Колосјаните, 2 глава. Колосјаните, 2 глава, 6 стих. Еве што ни вели овде апостол Павле. Вели, поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него. Како сте го примиле? На кој начин сте го примиле Исуса Христа? Со радост, окей? Да, али апостол Павле овде ни вели на кој начин сте го примиле, така и да одиме со Него. По Него, устари, не со Него, по Него. Да го следиме Исуса Христа. Следни зборови кои што сакам да денеска повеќе внимание им посветиме, се наоѓаат во Евангелието по Јован, 15 глава, и ги наоѓаме два текста овде кои сакам да ги заедно читаме. 4 и 5 стих. Евангелие по Јован, 15 глава, 4 и 5 стих. Еве што читаме таму. Бидете во мене, и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките, и кој е во мене, и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Значи, колку год да ние може би мислиме дека можеме нешто да направиме, Исус што вели? Без Него не можеме ништо. Ова поглавие на Евангелие по Јован е едно од најзначајните делови во Библијата за послушност. Тоа не учи да вистинскиот плод
je priroden. Da li lozata mora da se natjera sebe si da kaže ova godina moram da rodam grožđe? Mora li da se tera taka? Ne, nego je prirodno, ne li? Spontano da kažemo na neki način. To je del od nezinata priroda. Ne možemo da kažemo, evo kako što kaže Pregeska, se nateram se, grožđe ke rodam. Така ли, Бертилија? Ги тераш? Твоите лозија тамо, денес, ова година ќе ми раѓате лозија, следната година праски ќе ми раѓате. Истите дрва. Не може, не ли? Тоа не е природно, тоа не е дел од незината суштина, од незината природа. Што значи да се биде во Христа и да се има Христа во себе? Како тоа го разбираме? Некои го проучавале ова толку темелно да ги имаат издвоено овие два израза за Христа во нас и ние во Христа. И еден од нашите сколари на Новиот Завет во едно од наше адвентистичко училиште, теолошки семинар, направил заедно со еден свој клас опширно испитување на оваа тема. И еве што дошле до каков заклучок. Вели да се биде во Христа и Христос во нас не значат ништо друго, туку воспоставување на однос со Христа, воспоставување на пријателство и заедница во Него, со Него. Тие не гледаат никаква разлика помеѓу овие два израза, бидејќи без обврска дали зборувате за нас во Христа или Христос во нас, зборуваме за пријателство и заедница со Него. Значи, дали е важно моето пријателство со, ајде, братоме ќе го земам, дали јас со него или тој со мене? Не е важно, битно е да ние имаме пријателство, нели? Да го градиме тоа пријателство. Сега можеме само да кажеме кој прв почнал да го гради тоа пријателство. Али тоа не ни е битно, нам ни е битно да ние го имаме тоа пријателство. Што значи да се зборот да се биде? Не знам дали сте размислувале. Ако во целата Библија го проучиме ова значење на овој збор, ќе најдеме дека едноставно значењето да се биде е да се остане во нешто. Кога некој ви кажал, како мене денеска Сабеле што ми кажа, ова наша пријателка, соседка, не знам што е, Шалом, ми рече да останам во мир. Интересно. Ми посака мир, а самото тргнување ни беше малце вознемирено. Не, кои што патуваа со мене знаат. Веќе во старт касневме, поради мене, крив сум, признам својата кривица. Али кога тргнавме веќе, на патот, оној што ме следеше зад мене, знае дека побрзавме и што се случи? Најнаш почнав да кочам. Сале, и ти кочаше зад мене. Се запраша зашто скочам? Што му стана сега на овој? Се залета кочничар еден. Нели? Се сеќавале во животот некојаш да некој би бил кочничар. Посебно оние што возат, знаат кога некој оди пред нив, вози брзо и најнаш ќе закочи, би вие за него кочите. Пак ќе се залета, па пак ќе закочи. Колку е тоа незгодно возење, нон-стоп ве цима, напред-назад. Нели? Закочив затоа што имаше полиција, ги приметив. Али мора да одржиш мир во таа ситуација. Друга е следна ситуација кога веќе поминувавме Велес и на спуштање кај Мак Оил, бензинската пумпа, вие кои што возите, од друга страна Мак Петрол. Повторно приметив една кола и ја догледав оддалеко и гледам дали ќе зајде или стои. Стои, полиција е. Кочи. Среќа моја што кај мине брзинометерот не работи, па не знаев колку возам, али Саша кога стасавме овде вели ова ме се свиѓа. А зашто му се свиѓа? Вика возеше 150, 160. Уф, а ја викам, ја мислам цело време возам 120, 130. Мир. Си имам мир, јас сум сигурен, си возам 120, 130. А Сале од позаде вели навива 160, yes. Братко нагадзе ако можеш и повише. Останете, вели, во мене.
да се биде во Исуса Христа. Се сеќавате ли кога двата ученици на патот за Емаус оделе? Што му кажале на Исуса Христа? Ајде да го прочитаме и тој текст. Лука, Евангелие по Лука, 24 глава, 29 стих. 24 глава, 29 стих, Лука вели: но тие го задржаа, велејки, остани со нас, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни. Зошто му покажале на Исуса Христа да остане со нив? Веројатно, неговата сама присутност им на еден начин годела, им била пријатна со овој странец кој што на некој начин ги може би охрабрувал, им давал мир кој што само Бог може да ни го даде, никој друг на овој свет. И вели, остани со нас. Колку често ние на Бога му велиме да остане со нас. Ние наутро кога се молиме, Господе, биди со нас, води не, и кога излеземе од домашната врата, веќе го забораваме, сме го ставиле тамо и ние тераме својот живот. Нажалост, често се случува и ова во нашиот живот. И после се чудиме, зашто сум немирен во текот на денот? Затоа што не сум останал во Исуса Христа. Не сум дозволил да тој остане во мене, да живее со мене и во мене и преку мене. Не. Постојат две важни поединости за успешен христијански живот. Кои се? Една е да се дојде кај Исуса или кон Исуса, а другата е да се остане кај Него. Првата нема вредност без оваа втората, бидејќи е јасно дека не можеме да останеме со Исуса ако прво не сме дошле кај Него. Како ние, како браќа и сестри, да сме кажале, оваа сабота доаѓаме во Кавадарци, а сме си останале во Скопје, а сме со вас. Може ли тоа да го направиме? И вие да ја почувствувате нашата присутност? И да кажете, што убаво си поминовме со браќави и сестрите од Скопје. А не сме биле со вас. Не е возможно, нели? Така и ова. Значи, ако не сме со Исуса, значи, дошле кај Него, не можеме ни да го доживееме ова второто, а тоа е да останеме кај Него. Луѓето живеат под лажно влијание ако еднаш во животот дојдат кај Исуса и сметат дека е тоа доволно за цел живот. Ама тоа не е така, ние знаеме, нели? Само заедницата со Исуса може да го реши проблемот на гревот. И како се остварува тој проблем? И се решава овој проблем. Исто онака кога прв пат сме дошли кај Исуса. Читавме во Колосјаните во 2 глава во 6 стих, што ни вели апостол Павле. Поради тоа како што го примивте Господа Исуса Христа, така и одете по Него. Много едноставно, али некојаш во нашиот живот тоа ни делува многу и тешко. Исус оди понатаму и вели дека сега, брат Илија, помогни ми, јас тука се бунам. Прачка, што е она стебло? Како се вика стеблото? Лозата. Значи, треба да останеме, вели дека лозата, прачката уствари, тогаш е прачката, таа е помала, нели? Она расте од лозата. Значи, прачката не може да роди род ако не е на остенот, на пенушката, на лозата, на чокотот. Многу зборови имаме заедно. На стеблото, на коренот. Значи, не може да роди род. Се размислував, ама не успеав. Негде успа да отсечам една гранка и да ја донесам и да ви кажам, ова ќе роди род. Може ли да роди род? Не можам ни овде нешто да најдем па да ви покажам. Значи, ако нешто не е на корен, на калемен, ако не стои, дали може да роди род? Не може, ќе се суши. Нели? Така и со нас. Ако не сме на Исуса, многу лесно ние можеме да се осушиме. Бог не сака, вели, да донесува род без нас. Може.
Za nego, da li postoji nešto nevozможno? Ne. Sve mu je возможно na Boga. I zato Pavle ke kaže da sve možemo vo Isusa Hrista koji što mi dava moj. Zato što Bog sve može da napravi vo našoj život. Ali бидејќи не создал налик на себе си, тој сака да донесе род преку нас. Ако сме ние прачките и се обидуваме да донесеме род без лозата, без чокотот, ние нема да можеме да успееме во тоа. Одвоени од самото стебло, од самата лоза, прачката се суши, како што кажавме. Родот настанува само ако сме на стеблото, што укажува на уште една интересна поединост. А која е таа? И покрај тоа што управува со нас, Бог никогаш не ги заобиколува нашите способности и нашите можности. Знаете, тој сака да соработува со нас. Тој сака да донесе и да роди плод преку нас. Тој делува преку нас. Како тоа тој го прави, оставајќи ни на сепак и нам слобода да имаме и да во потполност сепак тој не разбира. Како оние кои што одлучуваат во својот живот. Знаете, прачката кај брат Илија не може да каже не сакам, затоа што е накалемена, нели? Стои, таму е се наоѓа. Единствено ако некој дојде од страна и ја отсече, тогаш нема да роди род и нема да каже не сакам. Али, што се однесува до нас, ние имаме слободна волја. И ние можеме едноставно да кажеме не сакам. Бог ни дал таа слобода со ризик да ние кажеме не сакаме да донесеме род. Али Исус што кажал? Што се случува со оние кои што нема да донесат род? Ке ги фрли и ке изгорат во оган. Знаеме да Бог со љубов управува со нашите животи. Зарем тогаш не можеме во потполност да имаме доверба во Него и Неговиот начин на работата? Колку често ние сметаме дека песната на Френк Синатра, On My Way, на мој начин. Јас сметам дека мојот начин е подобар него Божиот начин. И не му дозволуваме да Бог делува онака како што смета дека е тоа најдобро, не само за нас, него и за оние што се околу нас. Исус вели дека ќе донесеме многу род ако останеме во Него, а да без Него не можеме да направиме ништо. Ама баш ништо. Смислата на овие зборови е дека ние не можеме да направиме ништо за да донесеме род. Дека ние не можеме да направиме ништо, ама баш ништо доколку Бог не ни дарува што? Живот. Тоа што ние денеска живееме овде, или што сме овде, е благодарение на Божјата милост. Нашето срце не чука затоа што вчера сме се добро најале и здраво, и што сме се наспале, него затоа што Бог дозволува да нашето срце денеска чука. Тој го одржува нашето срце. Што би се случило кога Бог би го повлекол својот дух? Што би било со нас сите овде? Дали можете да ја замислите таа сцена сега, кога најнаш Бог би го повлекол духот, колку би можеле да издржиме? И да го снема воздухот? Некој 3, некој ќе рече, јас кога ќе го задржам воздухот, можам да издржам 2 минути, 3 минути, 30 секунди, 20 секунди или не знам колку. Па добро, оние што можат да издржат и што пливаат длабоко, вежбат и до половина час со еден здив. Тоа е многу, нели? Пак е малку, затоа што после половина час како кит мора да изрони и да земе воздух, а ако го нема воздухот, што тогаш? Затоа Исус вели, без мене не можете ништо. Ништо. Во Евангелие по Јован во 5 стих читавме дека јас сум лозата, значи Исус вели за себе јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод. Вчера со Теодора излеговме надвор да береме цреши. Ова година
ланската слаба беше, али ова година срешата полна. Значи ја не знам, ја не ја памтам. Еве, тука се браќата и сестрите од Скопје, али ова година како гроздови насобрани на едно место по, не сум ги бројал. Најмалце 10 зрна на цреши на едно место, а ги имаше и многу повише. И ги берев како грози да берам. Цек, со се прачки, цек, собирав. И многу брзо собравме со Теодора. Да не беа на гранките, тие ластарки мали, ја верувам дека не би ни донеле плод. Исто и ние. Ако не сме на Исуса Христа, и со Исуса Христа, ние не можеме да донесеме плод. Апостол Павле во Филипјаните го кажува оној текст кој што прегеска го кажав, дека се можам во Исуса Христа, кој што ми дава моќ. Дава сила за да живеам, за да ги победам своите слабости и своите мани. Бидејќи без него не можеме ништо да направиме, а со него можеме се. Единствено што нам ни преостанува е да дојдеме кај него. И на што ве ова потсеќа? Во едно Евангелие вели добар избор направила една личност. Која? Се сеќавате ли? Да. Добар избор направила. Дошла кај Исуса Христа. Дали ние доаѓаме кај Исуса Христа? Ова е потполн и конечен одговор на сите напори кои човекот ги вложува, да дојдеме кај него. Елена Вајт во прва одбрани сведоштва ќе го каже следното. Нека никој не изнесува мисла дека човекот треба да направи мало или ништо во големиот дел на победата. Бидејќи Бог не прави ништо за човекот без негово согласување. Бог ништо не прави без наша согласност. Тој ти дава опција. Тој денеска ни даде опција, кога не разбуди, нели? И ние бираме дали ќе лежиме во креветот или ќе станеме од креветот. Немојте, вели Елена Вајт, продолжува цитатот, немојте да зборувате дека Исус ќе ви помогне кога сте направиле се што било во ваша моќ. Христос кажал, без мене не можете да направите ништо. А ние најчесто правиме се во своја сила, а не му дозволуваме да Исус направи нешто во нашиот живот. И да тогаш видиме колкава е Божјата сила во нашиот живот. Истиот автор ќе каже, се што човекот може да направи за своето спасение е да го прифати повикот, кој и да дојде, нека земе од водата на животот за 1.000.000 евра. Така вели? За 1.000.000 евра. Кој ќе го купи? Ајде, да видиме. За бадијала. Замислете нешто да е за бадијала. За џабе. Или како што овие млади генерации денеска зборуваат само со букви, за дж. Така? Кога би кажале. Колку плати? За дж. За џабе. Тоа е она што Бог ни го дарува нам. А како тоа се постигнува? Еве што вели истиот писател во мисија од гората на благосот. Во заедницата со Христа, преку молитва и проучавање на големите и драгоцени вистини на неговата реч, ние, како гладни и жедни души, ќе бидеме нахранети и освежени на изворот на животот. Ова ме потсеќа на оно што често нашите искусни браќа и сестри, како сестра Ленче, не учеа кога дојдо во Божиот народ. 3 работи, вели, се важни во животот на секој христијанин. И секој христијанин треба да седи на троножна коклица. Знаете што е коклица? На дрвено мало столче. А секоја ногара означува нешто. Проучавање, молитва и сведочење. Тоа е оно што го држува нашиот живот. Проучавање, молитва и сведочење. И тоа Елена Вајт ни го кажува, дека таа наша заедница, вели, во заедницата со Христа, преку молитва и проучавање,
на големите и драгоцени вистини на неговата реч. Од таа причина, се што можеме да направиме за своето спасение во сите негови видови е да го прифатиме Христовиот повик на заедништво со него, преку молитва и проучавање. Во една прилика еден наш брат одел и носел позивници за предавање. И вели, кога застанав пред вратата на еден човек, го повикував на една седмица на проповеди во оно време кога можело да се проповеда, вели, кога излегол надвор, го истерал. Рекол, не ми е потребно тоа. Али вели, меѓутоа и покрај својата нељубезност, доаѓаше на проповедите. Доаѓаше секоја вечер. На нашите состаноци се зборуваше за 3 вида на заедница со Бога. Ние ја проучававме Библијата, се молевме и им зборувавме на другите што Исус нам лично ни значи. И вели, заедницата со Исуса и угледувањето на Исуса го има донесено својот род. Да Светиот Дух го доведе овој човек кај Исуса и еден пролетен ден, заедно со него, слеговме во крстилница. Со години подоцна повторно го сретнав и на моја радост, вели, останал во Исуса Христа. Благодарејќи на истите оние методи со помош на кои на почетокот дошол кај Исуса Христа. Поминавме време во читање на Божјата реч, во молитва и во христијанска служба. Родот, вели, не изостанал. И тогаш го прашав, дали се сеќаваш на денот кога си ме истерал од пред вратата? Што мислите, кој бил одговорот? Не, јас тоа никогаш не сум го сторил. И вели, сигурен сум дека овој човек, да самиот што доаѓал кај Исуса во текот на нашите состаноци и да ништо не направил после тоа, и понатаму би ги терал луѓето од пред својата врата. Али заедницата и доаѓањето кај Исуса Христа направило промена во неговиот живот. Духот Свети работел на неговото срце. Некој еднаш има речено дека во христијанската теологија за спасение со вера, оправдувањето е корен, а посветувањето е род. Размислете за ова реченица. Значи, за спасение со вера, оправдување е корен, а посветувањето е род. Али потем додал дека за посветување морало многу да се трудите, да се борите со сатаната и со сите сили да настојувате да ги победите гревот и да ги држите Божите заповеди. Меѓутоа, ако посветувањето е род, тогаш тоа е резултат на прифаќање на оправдувањето. Затоа што сум оправдан во Исуса Христа, јас секојдневно ќе се посветувам на Исуса Христа. И родот треба да биде природен и спонтан, како што зборевме и на почетокот. Лозата не мора да се тера за да роди грозје. Елена Вајт во Копнежот на вековите ќе ги каже следните зборови. Сепак Спасителот не им налага на учениците да напорно работат за да би донеле род. Ги повикува да останат во него. Дали некој сте ова пробал? Некој ќе рече сега, а што значи тоа? Лези лебу да те једем, нели? Не. Али останете во Исуса Христа. Значи дека кога ќе останете, неминовно вашиот живот ќе донесе род. Зашто? Затоа што сите ние сме жива посланица. Сите сме ние кои што живееме по Божето Слово, жива Библија. Драги мои, дали живата Библија може, а да не донесе род? Значи тогаш не е жива ако не донесе род. Како и стеблото кое што ќе го засадите, ако гледате дека не почне да пушта гранки, па лисја, дека се суши. Ние лани засадивме 3 корена на ореви. И бев радосен кога сите 3 се примија. Али до есента им паднаа лисјата. Али не, овие 2 пред зградата некако ми беа сумњиви. И пролетва отидов да ги проверам, да видам
Дали се живи? Овој едниот кога го фатив, одма ми остана во раката. Овој другиот кога го фатив, делуваше како има уште надеж за него, уште живот има во него. До третиот одитов, веќе почна да пушта гранки. Викам, ова е добар. После известно време се вратив кај оној вториот, нема гранки. Ништо на него нема. Па и бојата ми беше некако сумнива. Го фатив малце, не смем тоа, вака направив и се скрши. Сув ме излажа. И тој отишо. Остана само еден. Тоа е оно што ние треба да бидеме во Исуса Христа. Кога сме во Него, животот од Него ќе блика од нас. Послушноста е плод на верата, вели Елена Вајт. Така, ако едно е резултат и друго е причина, на што треба да ги насочиме своите напори и своето внимание? Ако ги усмеруваме на одржување на заедницата на верата, како неизбежна последица ќе се појави и самиот род. Значи, одржувањето на нашата заедница со Исуса Христа. Затоа некој смета дека вистинската послушност е природна. Други веруваат дека патот кон послушноста е спротивставување на сатаната и цитирање на оние текстови од посланието на Јаков 4 глава 7 стих. Знаете што вели тамо? Спротивете му се на ѓаволот, а приближете му се на Бога, нели? Може би мислите дека овој текст зборува за две различни поединости. Али оние кои што длабоко ја истражуваат Библијата и велат и кога го читале грчкиот текст, јазик, вели, тие му објаснија да двете мислат исто. И значат исто. Тоа не значи дека прво направивте едно, па потом друго. Прво ќе му се спротивставам, па после ќе му придам на Исуса Христа. И ќе му се покорам на Бога. Не, туку вели дека и двете идат узајамно. Кога ќе му се приближите на Бога, на Исуса Христа, неминовно е дека вие на тој начин му се спротивставувате на непријателот. Душа која го љуби Бога со драга волја, ќе црпи сила од Него преку стална заедница со Него. Уште еден цитат од Елена Вајт во библиски коментар вели: кога човек е навикне да разговара со Бога, силата на злото е скршена, бидејќи сатаната не може да обстане во близина на душата која му се приближила кон Бога. Зар ова не е охрабрување за нас? Уште еднаш нашите напори да живееме христијански живот мора да се насочат кон приближувањето кон Бога, на откажување од самиот себе и покорување на Бога. И со тоа ќе ја постигне заедницата со Него. Дали би сакале да бидете сигурни и дали сте вистински Христови следбеници? Може би прашање кое што често во вашиот живот ве мори, ве спопаѓа. Вели дека очигледен доказ не е во тоа дали живееме живот без лоши дела или не. Со тоа ништо не се докажува. Многу луѓе живеат со честен живот без Исуса Христа, зарем не? Со живот кој што навидуме бил добар. Некои луѓе во светот би ја симнале својата кошула и би ви ја дале вам, а истовремено може би го проколнувале и пцуеле Бога. Убавото надворешно однесување може да произлегува од многу и лоши побуди, за да луѓето ме видат, затоа сум добар. И тоа е глума, тоа е лицемерие, нели? Како тогаш знаеме дека сме христијани? Книгата Патот кон Христа дава две пробни точки и тие се резимираат во овој правец. Тие се однесуваат на она за што сакаме да размислуваме, е едното, и за што сакаме да разговараме, е второто. Ако откриете да често мислите за Исуса и изборувате за Него, тогаш сте му сигурно близу и ќе ја поминете пробата која точно покажува дали сте вистински христијани. Првите христијани го добиле своето име бидејќи што? Исус бил центар на нивниот живот, на нивниот разговор.
Секогаш зборувале, Христос направил ова, Христос го кажал ова. И така луѓето кога ги слушале, заклучиле, би можеле да ги наречеме христијани. Затоа што само Исуса го спомнуваат. И само на него размислуваат. Само за него живеат. Како луѓето би не викале нас, кога би не слушнале, зашто ние сакаме да зборуваме? Кое име би го добиле ние? Или она што брат Ванчо го кажа прегаска, кој прекар може би ни го дале? Знаат дека сме христијани, али може би ќе речат, него Ферари. Зашто? Па нон-стоп зборува само за таа кола. Некако е одушевен за неа, нели? И таа му е центар на неговото внимание, неговото кажување. Или може би него iPhone 13. Зашто? Па тоа е дел од неговото, тоа го окупира, за тоа размислува, тоа го знае и за тоа споделува. Христијанинот кој што е непрекидно во Исуса Христа, во неговата љубов, во неговата милост, која го правда, и во неговиот живот, е и во неговата жртва за нас. Тоа е она што нас не одржува во заедница со Бога. Ако останеме на стеблото, на чокотот, ќе родиме и многу род. А тоа се родовите кои Духот Свети ќе ни ги даде, ако останеме во Исуса Христа. Љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Некој ќе рече, 5 од нив имам. Не, треба да ги имаме сите 9. Затоа што тоа е род. Знаете, како што кога беревме цреши со Теодора, на едно имаше многу. Така и ова, во нас ова ќе го има, кога останеме во Исуса Христа. Тоа се внатрешни карактеристики кои ќе се покажат и на надворешна послушност. Тоа е дел од нашата природа, али тоа ќе биде и надворешно исполено. Ќе се види. Апостол Павле во уште 2 текста за крај, во посланието до евреите, во 12 глава, во 11 стих, ќе ни ги упати следните зборови. Послание до евреите, 12 глава, 11 стих вели: секоја казна во почетокот не се покажува дека е за радост. Често тоа децата може би најмногу го доживуваат кога ќе бидат казнети и се бунтуваат. Се сеќам во една прилика ме казнија дома, моите родители, не беа христијани, јадев јаболка во својата соба и толку бев бесен на татко ми и на мајка ми, кога ја затворија вратата, да јаболката ја фрфнав во ќошот и остана флека над зидот. Таа флека, секојаш кога ќе влегував во собата, ме потсетуваше на мојот бес. Дали сме ние такви? Како што овде Павле вели дека секоја казна во почетокот не се покажува дека е за радост. Ја не бев после радосен што сум ја фрлил јаболката. Не ја изодев, ја распрснав. Вели туку за жалост. Но потоа на оние што ќе се поучат од неа, таа ќе им принесе мирен род на праведност. Дали ова можеме да го доживееме во нашиот живот? Дали ова го доживуваме во нашиот живот? За да донесеме род. И уште еден текст за крај. Во посланието до Филипјаните. Во 1 глава, 11 стих. Полни со плодот на праведност, која е преку Исус Христос, за слава и пофалба на Бога. Драги мои, плодовите зборуваат за правдата. Послушноста може да настане секогаш и само со верата, затоа што таа е плод
на верата, а не на нашите напори. Додека од ден во ден доаѓаме кај Исуса Христа и му се предаваме, остануваме во Него. Искуството стално не подсеќа дека без Него човекот не може да направи ништо. Кога ќе ја согледаме својата состојба, својата притаена неспособност да донесеме род без Христа, се откажуваме од своите собствени обиди и заедно со апостол Павле одиме на своите колена, признавајќи дека сме неспособни за добро кое се обидуваме да го правиме. Само тогаш можеме да откриеме што значи да се биде навистина поврзан на лозата, на Господа Исуса Христа. Нека Господ Исус ни даде сила и снага, али нека ни даде пред се милост, да можеме да ја разбереме послушноста која што доаѓа преку верата. Вера која ја имаме во нашиот Спасител, во оној кој што дал се за нас, за да ние можеме да имаме се во Него и да бидеме еден ден со Него во Неговото царство. Амин.